Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Анита Јовановска, вие го следите третиот дневник на К3 телевизија. Еве што издвојуваме. Проект за безбедност на градот Куманово. Нови правила за означување на храната. Путин е жив. Антик и Атланта победуваат. Постојаните организирани акции против нелегална сеча во Кумановскиот регион ја зголеми бројката на 200 запленети возила од незаконски дрвосечачи. Од Кумановската подружница на Македонски шуми предупредија на високите глоби што следат и информираа за тековните активности. Во шумскиот расадник се подготвуваат садници за предстојната сезона за пошумување и се очекува годинава со зимзелени дрвца да бидат облагородени околу 250 хектари во регионот. Камиони, трактори, пикапи, комбиња со бројка над 200 запленети со нелегално исечени дрва има во складот на подружницата на Македонски шуми во Куманово. Отаму информираа дека некои стојат и повеќе од 10 години додека не завршат судските постапки. Огревно дрво без маркица се дели на установите пред се на училиштата и градинките, додека овие возила треба да завршат во Агенцијата за одземен имот. Одговорните од подружницата уште еднаш упати апел до граѓаните да не се впуштаат во незаконско сечење и транспортирање на дрва затоа што глобите се многу високи. Легално све што треба да се работи, ми сме тука спремни да искачаме у сусрет на сите граѓани и мислим дека нема да има никаков проблем. И сега има тој нелегално сечење, незаконско сечење, али одговорни со шумска полиција, редовна полиција и така дали. Овие заплените возила, сварно имамо проблем, имамо више од 200 заплените таква возила у расадник, а тоа не е интерес на ЈП Македонски шуми, него тие возила немав место каде да се паркира. Во овој период во Кумановското шумско се работи на подготовките за пошумување. Во расадникот се врши пикирање на садниците со зимзелени дрвца кои годинава ќе бидат засадени на површина од 250 хектари во Кумановско-Липковскиот регион. Кумановскиот расадник е еден од најголемите во државата, а исто така и на граѓаните им стои на располагање со најразлични сорти на дрвца. 50% од приходите се од расад. Сега работници веќе работат на исполнение на гајби. Планирamo до 2 до 3 милиона садници да имам сите врсти на дрва. Инаку Кумановската подружница 2014-та ја заврши со позитивно салдо во плюс со 2 милиони денари на сметката. Годинава ќе прават напори за обновување на возниот парк со набавка на нови камиони, а до општината поднеле барање за изградба на мостот кој за време на поплавите беше урнат. Оттаму ги информирале дека одлуката треба да помине на Советот, пошто ќе се изврши реконструкција на паднатиот мост. Повеќе од 10 години жителите од населбата Перочичо газат по канализацијска вода. Неколку пати досега побарале помош, како и да е, вела дека надлежните топката ја префрлаат од еден на друг. На само неколку чекори од булеварот Октомвриска револуција, граѓаните повеќе од 10 години газат по фекалии. Низ местото дневно поминуваат голем број на луѓе, а особено жителите од населбата Перочичо. Али увек поминував дека не може да поминеш смрдљаво. А летоска И летоска пат не збориме. Још више смрди тоа. Па доста смета. Тој само за избори доваѓа, ќе намести и јутре ништо крај нема. Не. Оно треба канал да направи, али? Колку време постои? Овој постои 10-15 години, више. Барав некои тие што баравали џабе, не вреди ништо. Не е добра, ама куде да се жалиме, нема куде да се жалиш. Значи вино си го префрля свак од еден на другога. Никој неќе да го реши проблем такој, овој не знам дали у други градови или овдека е такој. Граѓаните велат дека неколку пати досега барале помош, но велат дека надлежните топката ја префрлаат од еден на друг. Тие велат дека особено во летниот период сликата е ужасна. Непријатната миризба се чувствува надалеку и дека местото во топлите денови е погодно за живење на змии, гуштери како и на разни инсекти. Надлежните од јавното предпријатие Водовод и канализација од Куманово велат дека во најбрза иднина ќе се реши овој проблем. На неколку пати имаме интервенирано на лице место. Во рамки на ИПА фондов, проектот за ревитализација на канализациона мрежа на град Куманово,
ставен е и овој канализационен систем. Проектна документација ќе биде готова до 31 март. Од Министерството за животна средина сме известени дека тендер за распишување на изведувач на работи ќе биде до јуни месец и се надеваме септември, најдосно октомври месец да почне со изведба на работите и преку овој проект да биде решен проблемот. Оваа грда слика повеќе години представуваше проблем за граѓаните, но канализацијската вода од улицата ќе замине во историја. Безбеден град е проект кој го спроведува Министерството за внатрешни работи, а со цел видеонадзор на територијата на градовите кој е од суштинско и витално значење за полицијата. Куманово беше дел од имплементација на овој проект уште на стартот заедно со Скопје и Гостивар. Камерите поставени на најфреквентните места во Куманово како што се влезот и излезот на градот. Улиците Трета македонска ударна бригада, 11 ноември, камерите поставени на крстосниците во централното градско подрачје и непосредно во близина на автобуската станица се во функција и вршат мониторинг на сите прекршоци во сообраќајот. Проектот Безбеден град сушност опфаќа покриено со видеонадзор на целото подрачје на градот, на подрачје на град Куманово, значи се во функција, во овој момент работат првенствено превентивно, значи се уште не се испраќаат фотографии или пак соодветни казни за прекршоците кои што ги прават возачите. Оставен еден период каде граѓаните нели ќе може да се привикнат на таа состојба и едноставно нели да почнат да го практикуваат она што го предвидува законот. Богдановска додава дека според податоците со кои располагат за изминатите 2 години, сообраќајните незгоди на ниво на градот бележат пат, додека во населените места значително е зголемен бројот на сообраќајки. Во однос на сообраќајните незгоди споредбено од 2013-2014 година, сообраќајните незгоди бројно се во опаѓање, меѓутоа карактеристично е тоа што се во зголемување бројот на сообраќајни несреќи во населено место. Исто така и во однос на причините, во зголемување се причина алкохол, како причина нели за сообраќајна незгода, брзо возење, недавање на предимство, непочитување на сообраќајен знак. Министерството проектот го започна во 2012 година. Освен Скопје, Куманово и Тетово, системот за видеонадзор се прошири и камери беа поставени во уште 4 града: Гостивар, Кичево, Охрид и Струга. За почеток беа инсталирани 300 километри оптичка мрежа, а кога проектот ќе заврши во функција ќе бидат над 600 камери. Во рамките на проектот Интеграција на еколошка едукација во македонскиот образовен систем во Основното училиште Христијан Карпуш се одржа презентација на тема Обновлива енергија за здрави поколенија и капка вода, капка живот, чија главна цел беше како да штедиме вода и начинот на искористување на природните капацитети за заштита на електрична енергија. Во Основното училиште Христијан Карпуш во рамките на проектот Интеграција на еколошка едукација во македонскиот образовен систем се одржа презентација како да штедиме вода, електрична енергија, односно како да ги искористиме природните капацитети за да заштедиме електрична енергија и да ги намалиме сметките во домовите, што се разбира е цел кон која се стремиме сите, вели Стефановска, координатор на проектот. Како дел од овој проект ние секоја година според годишната програма имаме повеќе вакви активности. Значи во зависност од екодатумите во екокалендар, 5 март беше светски ден на заштеда на електрична енергија и по тој повод значи беше направена една ваква презентација. Тука вклопивме значи и значење на водата, капка што живот значи и повеќе вакви презентации за подигање на еколошката свест на учениците и тоа да го применуваат и да го пренесуваат на нивните помали другарчиња. Беа фатени група на ученици од 8 и 9 оделение, како највозрасни во ово училиште, за да можат овие искуства кои ги научија ги пренесат на своите помали другарчиња. Јас во пракса заштедувам повеќе вода отколку енергија. Енергија малку повеќе се трошам поради тоа што имам желба на некоја социјална медија да седам да гледам некои филмови и тоа. Многу бев така упорен за штедење на вода, се обидов да им кажувам на моите другари да се
да се здружиме сите заедно за штедење на вода во врска со екологија и така натаму, и бев воодушевен од овие прекрасни презентации што ни ги дадоа професорите. Соларните системи почна веќе да се користат повеќе во домовите, а искуството покажува дека дури до 70% се заштедува на електрична енергија. Од друга страна, за заштеда на вода, системот капка по капка би требало да биде навика на повеќе семејства кои ги наводнуваат своите зелени и обработливи површини. Општинската организација Црвен крст од Крива Паланка ги додели годинешните републички признанија за крводарителите и поддржувачите на оваа хумана мисија од градот и соседната општина Ранковце. Свеченоста на која градоначалникот Алексовски традиционално ги поздравува крводарителите е по повод 17 март, ден на крводарителството. Непригодната свечаност по повод 17 март, денот на крводарителството, Општинската организација на Црвен крст Крива Паланка им подели благодарници и значки на крводарителите со јубилејни крводарувања. Плакета со 75 крводарувања доби Исман Камберов. Значка и благодарници за 25 дарувања добија 5 крводарители, за 10 дарувања 30 крводарители, а за 5 крводарувања беа поделени 49 признанија. Во изминатите години Кривопаланичкиот Црвен крст е еден од најуспешните на национално ниво во однос на собраните единици од оваа драгоцена течност. Ова година планот беше надфрлен за 45%, односно од планираните 711 крвни единици беа реализирани 1034 крвни единици, што секако е значаен резултат. Тие не прават ништо за одлична придобивка, ниту за некој собствен успех или не знам туѓо вреднување, тука едноставно се водени од доброволен, личен чин, што нив ги прави многу големи луѓе. Традиционално овие достигнувања на крводарителите лично им ги честита градоначалникот на Крива Паланка Алексовски, кој истакна дека како и секогаш локалната самоуправа ќе поддржува сите активности на Општинскиот Црвен крст. Честитки до сите крводарители по повод денот на крводарителството 17 март. Ние како општина ја поддржуваме оваа акција, ги поддржуваме нивните активности. По тој повод им приредуваме еден скромен коктел, така да јас ќе апелирам да продолжат со сите нивни крводарителски акции и ова е навистина за пофалба. Имам дарувано над 20 пати. Какво е чувството? Зошто го правите тоа? Чувството е, како да кажем, многу голем. Да, не е страшно, ги повикувам сите да даруваат крв, зашто не знаеш кога и каде ќе затреба на некој. За придонес во напредокот на оваа хумана мисија признанија добија и доктор Горан Колевски за посебен придонес во крводарувањето, Симона Николовска за најперспективен млад крводарител и сладкарница Теја за најдобар поддржувач на крводарителството во градот за 2014 година. До крајот на август треба да почне јавната набавка за таблети за студентите од 3-та и 4-та година кои потекнуваат од семејства каде вкупниот приход е помал од просечната нето плата, информира денеска министерот за информатичко општество и администрација Иво Ивановски. Ивановски нагласи дека проектот што го најави премиерот Никола Груевски на вчерашната трибина треба да се заокружи до крајот на годината. Се надеваме дека оваа мерка ќе предизвика позитивни ефекти кај студентите и кај приватниот сектор и со тоа ќе има пораст на економијата, изјави Ивановски, представувајќи ги плановите за развој на IT секторот во земјава. Се разговараше и за проектот за 300.000 таблети кои ќе бидат наменети за училиштата и за тоа како домашните IT компании да се вклучат во креирањето на екосистем со таа опрема. Први ќе добијат таблети оние училишта каде нема компјутери, а потоа постепено ќе се заменуваат и компјутерите, имајќи предвид дека нивната амортизација е од 5 до 6 години, рече Ивановски. На оваа редовна средба меѓу владиниот сектор и заинтересираните ќе се разгледаат и начините како да се задржи младиот образован IT кадар во земјава. Од јуни годинава, означувањето на прехранбените производи мора да биде лесно воочливо, читливо и разбирливо, според најновите законски измени донесени согласно барањата на Европската Унија. Јасно треба да се наведуваат потеклото од стапките во нето тежината и особено алергените и нутритивните карактеристики.
За директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Поповски станува збор за законска обврска која ќе ја регулира пазарната конкуренција на потрошувачите, ќе им овозможи да го направат вистинскиот избор. Ако означувањата не се соодветни, односно законската обврска не се почитува, ќе има парични казни и до 5000 евра за правните лица. При контролите отстапки нема да се прават. Веќе нема да зборуваме за означување на храната, туку за прецизни, конкретни, детални информации кои нема да го доведат купувачот во заблуда. Напротив, ќе му овозможат да го направи најсоодветниот избор. Со ваквото решение се регулира и конкуренцијата на пазарот. Извозниците веќе го применуваат од декември минатата година, а сега од јуни 2015 тоа станува задолжително и за операторите кои ги пласираат производите на нашиот пазар, нагласи Поповски на пресконференција во Стопанската комора. За полесно совладување на новите прописи, операторите со храна добиваат посебен водич специјално изготвен за оваа намена. Водичот веќе се промовира и дистрибуира во рамки на отворените денови на агенцијата. Путин конечно се појави во јавноста. Во Бостон е измерена највисоката снежна покривка досега. Циклонот Пам ќе го заобиколи Нов Зеланд. Проследете ги вестите од светот. По 10 дена отсуство и безброј шпекулации за неговото мистериозно исчезнување, рускиот претседател Владимир Путин конечно се појави во јавноста. Тој се сретна со претседателот на Киргистан Алмазбек Атамбаев во палатата Константин во Санкт Петерсбург. Осврнувајќи се на шпекулациите за неговото здравје и невообичаено долгото отсуство од јавноста, Путин рече: "Ќе биде здодевно ако нема шпекулации." По неговото појавување во јавноста, светските агенции пишуваат дека светските дипломатии можат да здивнат. Руските нуклеарки остануваат под цврста контрола на Путин. 275,8 сантиметри снег се измерени во Бостон, главниот град на сојузната држава Масачусетс, во североисточниот дел на САД, и е соборен рекордот од 1996 година, кога снежната покривка изнесувала 273,3 сантиметри снег. Снежната покривка е измерена во близина на меѓународниот аеродром Логан во недела навечер. Снежната покривка во Бостон се мери од 1872 година. Силата на тропскиот циклон Пам, кој имаше 5-та максимална категорија со брзина на ветрот од 300 км на час, денеска почна да се намалува. Циклонот ја опустоши Тихоокеанската држава Вануату, а метеоролозите прогнозираат дека ќе го заобиколи Нов Зеланд. На новозеландскиот северен остров ветрот се движеше со брзина од 144 км на час, а поголем дел од островот беше поплавен од обилните дождови, поради што населението беше евакуирано. Во неколку градови има прекин на снабдувањето со електрична енергија. Ракометарките на Куманово успешно го започнаа вториот дел од првенството во првата лига. Во првиот меч пред своите навивачи, Кумановки ја совладаа слабата екипа на Кичево со 45-18. Следува извештај од овој надпревар. Женската ракометна екипа на Куманово успешно стартуваше во пролетниот дел во првата лига. Избраничките на Александар Јовановиќ пред своите навивачи го декласираа составот на Кичево со 45-18. Во текот на целиот напревар, Кумановки има постојано водство, кое во поголемиот дел изнесуваше над 20 голови разлика. По завршувањето на мечот, домашниот тренер Александар Јовановиќ беше задоволен од учинокот на својата екипа. Ова е првенствен надпревар после паузата од зимската полусезона, значи го отворивме со победа. Честитки до девојките кои го сватија надпреварот сериозно и отвориме надпреварот како што треба и сезоната. Ги совладаме убедливо екипата на Кичево. Задоволен сум од играта, прикажаната игра на девојките. Добро е и што сите влегоа, сите добија минутажа да влезат во игра. Остваривме убедлива победа. Кичево важно се бројат будовите. Одиме, имаме сега тешко гостување во Чаир, се надевам дека ја кренавме интензитетот на играта. Се надевам дека и во Чаир со ваква игра во континуитет да врземе 2 победи. Останувате ли на оние ваши проекции дека оваа екипа може да се пласира во Суперлигата? Секако тоа ни е цел да се пласираме во Суперлига. Имаме конкуренти кои исто така ќе се бараат својата шанса, меѓутоа мислам дека со ваква игра како денеска што прикажавме, убаво се одвиваше надпреварот, убаво го отвориме, цело време водевме, добија шанса и другите млади ракометарки да влезат да играт и тоа е од една страна голема придобивка за нашиот клуб и се мислам дека со ваква игра заслужуваме пласма во Суперлига.
А гостинскиот тренер Горан Карафиловски причините за поразот на својата екипа ги гледа во големите проблеми кои подолго време негативно влијаат врз екипата. Горан Карафиловски, еве едно кратко резиме по завршувањето на овој напревар. Вашата екипа неочекувано доживеа тежок пораз. Најпрво честитки за домашната екипа, на командва им посакува успех на домашно тек на првенството, како што и самите изјави имат поголеми амбиции него нашиот клуб и им посакува тие амбиции да ги остварат. Не е баш неочекуван поразот, сепак мојата екипа е доста млада, скоро со основно училиште ни се играчите, се направуваме во кадетска конкуренција. Вчера игравме со екипата на Металург во Скопје, малце заморот и неискуство се направија своето. Резултатот можеби е превисок, но не е реално онака како што би требало да изгледа денес. Ракометарките на Куманово успешно ја поминаа првата пречка во борбата за пласон во Суперлигата. Почетокот е одличен, а дали ќе продолжат младите ракометарки со исто темпо, останува да видиме на следните мечеви. Младата ракометна екипа на Куманово со пораз ја започна пролетната сезона во првата младинска лига на Македонија. На гостувањето во Скопје, кумановци се поразени од екипата на Пролет со 25-18. Младинската ракометна екипа на Куманово стартуваше со пораз во пролетниот дел на правенството. Во рамките на првата лига, избраниците на Ивановски подклекнеа пред најдобриот состав екипата на Пролет. Тренерот Ивановски со своје резиме за овој напревар. Во сабота во 12 часот наставивме во оквир на второто коло на Младинска македонска лига со ракометниот клуб Пролет Тинекс. Поразени сме, но морам да кажам дека сум презадоволен од играта на нашите млади ракометари, од односот. Ја го изгубивме над преварот, бидејќи и сами знаете дека оваа млада екипа работи негде околу 20 на дена. Немаме доволен број на тренинзи, дека работиме во мала спортска сала која нема димензии за ракомет. Изигравме едно изворедно прво полувреме, кај што беше нерешено, инаку морам да кажам дека екипата на Пролет е на прво место во младинска лига. Во вториот дел паднавме на кондиционен физички план. Рековте следниот напревар против Работнички, еве да ги повикаме навивачите да дојдете да ве подрат. Следниот надпревар дома ни е со екипата на Работнички од Скопје. Надпреварот неверојатно ќе биде одигран во сабота. Ги повикувам сите љубители на ракометот во основно училиште Христијан Карпош од Баново Трло да бидат присутни на надпреварот, бидејќи ќе имаат што да видат една прекрасна утакмица, една борбена утакмица во која што се надевам дека за прв пат оваа полусезона ќе излеземе со бодови. И покрај поразот, тренерот Ивановски е уверен во светла иднина на екипата. Во моментов во клубот има над 30 млади ракометари кои вредно работат. Во наредните години, очекувањето на раководството на клубот е сегашната генерација да биде предводник на нови успеси на кумановскиот ракомет и враќање на некогашните успешни резултати. Од септември екипата на Куманово ќе настапува во првата лига, а доколку се обезбедат доволно финансиски средства, можно е да ја гледаме и во суперлигашката конкуренција. Затоа, нова екипа и треба подршка од сите добронамерници во реализација на плановите. Викенд изданијата на членовите на машката и женската екипа на Вардар заслужија признание и од ЕХФ, која што смести дел од нивните потези во изборот за неделата. Да подсетиме, Вардарки славеа против Динамо на домашен терен, а нивните колеги загубија на гостувањето кај Висла. Ракометарката на Вардар Андреа Пенезич втора недела поред успеа да се најде во изборот на трите најдобри ракометарки на колото во изборот на ЕХФ ТВ. Хрватската интернационалка Пенезич постигна 7 голови во саботата против Динамо. Покрај неа меѓу трите звезди се наоѓаат уште Сандра Тофт од Ларвик и Лоиса Бин од Бајамаре. Една од одбраните на голманот на женскиот ракометен клуб Вардар, Амадин Лейно, е рангирана како број 3 во топ 5 на колото. Десниот бек на Вардар, Алекс Душебаев, по трет пат сезонава се најде во најдобриот тим на колото. Душебаев на првиот осминафинален дуел со Висла на гости постигна 10 голови. Во тимот на колото е и голманот на Барселона Перез, кој на дуелот со Алборг прими само 11 голови. Недобрата седморка ја сочинуваат лево крило Иван Никчевиќ од Висла, лев бек Момирилич од Веспрем, среден бек Михел Хансен од ПСЖ, десен бек Алекс Душебаев од Вардар, десно крило Никлас Екберг од Кил, пикер Ренато Сулич од Веспрем и голман Перес де Варгас од Барселона.
Во последниот надпревар на домашен терен од овогодинешната сезона на АБА лигата, кошаркарите на МЗТ Скопје Аеродром ја совладаат Цибона со резултат 78-65 и успеа да ја прекинат серијата од 7 порази поред. МЗТ Скопје одигра добар меч, оствари водство од 7 поени разлика по првите 10 минути, додека на полувремето замена со резултат 38-29. Во третата четвртина се играше сосема рамноправно за да отпорот на гостите од Загреб целосно биде скршен во последниот период, кога МЗТ Скопје успеа да оствари најголемата предност при резултат 71-56. Петмина играчи на МЗТ Скопје Аеродром беа со двоцифрен поентерски учинок, а нив ги предводеше капитенот Урош Лучич, кој средбата ја заврши со 16 поени и 9 скока. Марко Симоновски беше стрелец на 15 поени, Сеа Чехович на 13, Стефан Синовец на 12 поени. Предраг Самрџиски беше со двоен ефект од 11 поени и 11 скока. Во тимот на Цибона со по 13 постигнати поени беа Владко Илиевски и Анте Жижич. МЗТ Скопје Аеродром својот следен меч го игра во четврток во рамките на домашниот шампионат, каде што го пречекува токму клубот од Куманово. Лидерот во источната конференција во НБА лигата, екипата на Атланта против Лос Анџелес Лейкерс стигна до 52-та сезонска победа. Атланта славеше со 91-86 во Лос Анџелес. Македонскиот интернационалец Перо Антич овој надпревар го започна во стартната петорка и за нешто повеќе од 23 минути колку што мина на теренот имаше 3 поени, 6 скока и 2 асистенции. Антич беше стартер бидејќи тренерот Баден Холцер реши да одмори тројци играчи од почетната постава: Милсап, Тик Керол, Денис Шредер со 24 поени и 10 скока, односно Ал Хорфорд со 21 поен, беа предводници на Атланта. Кај Лейкерси, кои имаат само 17 победи оваа сезона, со по 13 поени најефикасни беа Карлос Бузер и Ед Дейвис. Времето во Македонија сончево и релативно топло со мала до умерена облачност. Од денес престанува да важи законската обврска за поседување на зимска опрема во возилата. Метео во продолжение. Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник, почитувани гледачи. Пријатна вечер.